Благодарам. На почеток да ве замолам, ако може министерката да даде сакав нејзи да се обратам. Ама таа беше на јавната расправа. Подобро ќе беше да се обратам на министерката. Имате представник Добро. на законот, повелете, немате ми кажете што е подобро. Добро, ќе... Еве молам сега. Ќе видите дека Не ми сум држите во право. предавање, имате представник, продолжите време, трошите ваше. Ве молам. Не ми укажувате Значи, извинете ако мислите Не, ви држам да. предавање, не, чисто ја барав министерката Не, за да чисто. можам со неја Има така представник, да зборете ми подискутирам тече и да времето. види зошто размислувам така и зошто го зборувам ова, иначе немаше потреба и да зборувам. На почеток морам да кажам дека како пратеник на ВМРО ДПМН се залагам да имаме добар закон за јавно обвинителство. Добар закон подразбира закон што го почитува Устав. Значи да е во склад со Устав. Еве, сега ќе ви прочитам што пишува во членот 9 на Устав. Значи, тоа е најважниот член. Спрема овој член е, да знаете, и идејата на ВМРО. Идејата на основачите на ВМРО е преточена и во овој член. И еве, да слушнете. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото, запамтете, политичкото и верското верување, имотната и општествената положба. Уште еднаш повторувам, имотната и општествената положба. Значи, оние што се занимаваат со политика, оние што се поимот и оние што се на повисока општествена положба треба да бидат ставени под лупа во овој закон. Така? И треба да е еднаков за сите. Сега да тргнеме поред. Значи, ВМРО ДПМН ќе поддржи ваков закон за јавно обвинителство. И што мислите, кој може да состави ваков закон за јавно обвинителство? Дали ваков закон за обвинителство можам да составам јас ако се состанам со 3-4 мои пријатели, другари што не се правници, или може да состават, како што јас наивно помислив во старт дека така ќе биде, после јавната расправа што ја државме во салата Борис Трајковски, наивно помислив дека после јавната расправа на која учествуваа реномирани професори, да не ги спомнувам нивните имиња, да не заборавам некој, а имаме вистина реномирани професори од оваа област, по право, по правни науки, реномирани адвокати, судии, јавни обвинители и истакнати правници. Значи, ги викнавме луѓето, ги слушнавме и јас како електроинженер не да им верувам, него знам дека се тие добри професори, многу учени, знаат и пракса, биле на одговорни општествени функции, дел од нив, и знаат што е правда. Ако тие професори го составеа овој закон, независно на која партија и припаѓаат, на која националност и така натаму. Значи, има многу добри правници, професори по право, и албанци, и турци, и власи, и срби, и од сите области. Значи, ако тие состават текст на закон, што има ние сега да се расправаме тука, ваков е законот или тако? Еве го, членот на Уставот ви го прочитав, еве се најстручните луѓе, тоа што тие ќе го состават, тоа ќе треба да го гласаме. И ако сакате оваа држава да оди напред, мора да ја почитува науката. Прво да се научиме да правиме закони што ќе го почитуваат Уставот и што ќе бидат на научна основа. Тие закони ќе мора да ги почитуваат сите граѓани и ќе веруваат во нив.
Најпрво ви реков, ако за нас, за сите политичари и за сите поимотни луѓе во државата, законот ги гледа низ лупа, тогаш сите закони ќе бидат почитувани. Сега вака останува сенка, останува дамка врз овој закон, дека овој закон не е во склад со Уставот и не е за сите подеднакво. Што ќе ни е нас таков закон? Зошто кому смета мислењето на овие професори еминентни да го почитуваме? Зошто не го почитуваме? Ви кажам, идејата на ВМРО е основата за основање на политичката партија ВМРО-ДПМН, а тоа е правда, правичност, еднаквост на сите граѓани во независна, суверена Република Македонија. Независно дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, тоа е идејата на ВМРО. И сега вие немојте да зборувате тука ВМРО-ДПМН е ваква партија, ова е таков, ова е онаков, па видете поранешниот лидер, не знам, овој член, оној. Тоа е идеја. Кој ќе скршне од таа идеја, си оди од партијата, гледате, прават партии и пропаѓаат сите. Затоа што ова е идеја. Не е идејата, не се луѓе. Во моментот сме ние, утре ќе бидат други, но тоа е идеја за правда и правичност и затоа ВМРО-ДПМН поддржува ваков закон. На сите оние што не знаат и што го подценуваат знаењето на стручните лица на ВМРО-ДПМН, морам да ве подсетам на историското ВМРО. Морам да ве подсетам на основачите на ВМРО. Тоа се во тој момент најимушните граѓани, најобразованите, најпаметните и тие ја создале оваа идеја. Значи, нив ги водела идејата за правда и правичност. Затоа што македонскиот народ во тоа време бил неправдан, живеел долго време неправдан и затоа ја создале таа организација. И од неја произлегува ВМРО-ДПМН. Ако во 19. век Иван Хаджиниколов, учител, имал книжарница во Солун, во 19. век зборувам. Ако Христо Татарчев докторирал во Цирих и Берлин на медицина, ако Петар По Арсов бил професор во Солун во 19. век, сега сме 21. Ако Антон Димитров бил професор по турски јазик во Солун, адвокат и судија во Битола и во Цариград. Адвокат и судија. Ако Даме Груев бил учител во Штип, Битола и училишен инспектор во Солун, видите ние сега како образование имаме сега, Даме Груев бил во тоа време училишен инспектор во Солун. Ако Христо Батанџиев бил учител и секретар на Солунската општина, во општината Солун бил секретар. Ако тие не знаеле што е правда и правичност, и да не ги спомнувам другите, Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански, Никола Карев, Питу Гули, Пере Тошев и илјадници паметни, образовани македонци што ја пренесувале идејата на ВМРО. Тогаш, вие сега, во 21. век, не смеете да зборувате дека ВМРО-ДПМН е за неправда. ВМРО-ДПМН мора секогаш да ги изнајде најчестните, најпаметните, најдобрите правници и да состават ваков закон и да направат таков закон. И затоа се сложивме тоа да бидат најеминентните професори во Република Македонија. Значи, најеминентните, независно ви кажав,
дали припаѓал на оваа или она политичка партија или бил поблизу. Тие не припаѓаат обично, но ете имаат свое мислење, нормално. Секој паметен човек има свое мислење. Но тој е стручен, паметен и зошто не ги послушам? Дај да донесеме таков закон, дај да не се караме. Имаше неколку забелешки суштински, прифатете ги и дај да го донесеме закон Благодарам. заради Република Благодарам. Македонија. Ви благодарам. Трайко